За да има своја душа, автентичност и да отсликува соодветен период, дрвото мора да биде рачно обработено, е констатација на виничанецот Венко Синадинов, кој 6-7 години посветено работи на обликување производи од буков материјал. Го охрабрил интересот на граѓаните и на деловни луѓе кои ја препознале вредноста на производите кои тој ги изработува. Дека неговите амбиции не се само да си го пополни слободното време, туку да создаде предуслови за развој на овој вид бизнис, зборува присуството на сајмот за мебел во Скопје, каде и тој се појавува како изложувач на дел од тоа што го прави. Се занимаваме со рачна изработка на дрво и изработка на сувенири, дрвени садови за домаќинството, вртливи даски и така натаму. Главно парена буга користиме, плочи, готови, изијани и така ги изработуваме. Па очекуваме повеќе да не видат, да не дознаат за нас и да повеќе соработка и повеќе работа. Рачната изработка е своевидна уметност која бара голем труд и трпеливост. Во изминатите години тој посветено и вредно работи по 4 до 6 часа дневно во обработка на дрвото. Во собствената фирма, чии производи станаа препознатливи, првенствено во етно-рестораните, како и во другите угостителски капацитети и во домовите, тој практично отвара нови развојни перспективи, кои во догледно време може да ги надминат границите на државата. Затоа сакаме да прошириме и да имаме повеќе работа. Па користиме со некои машини, некои рачни ралаци што ги користат сите други тишлери. Мислам, односно мајстори за дрво. Па тоа е макотрпна работа, што секој не може да, мислам, пробале многу души да работат, ама и не може да работат и така. Рачно изработените предмети од дрво се вистински раритет во развиениот свет, бидејќи малку надарени мајстори може да се пофалат дека ги знаат вештините на овој занает. Од друга страна, практичноста на предметите кои ги изработува неодминливо го привлекуваат интересот на купувачите, бидејќи во основа му даваат еден поинаков поглед на секојдневниот живот.